Студенти од Штипскиот универзитет државата ги заглави во Европа без пари. Веќе 10 дена 5 студенти од универзитетот Гоце Делчев, како дел од Еразмус програмата за размена на студенти, се заминати во Словачка, Романија и други европски држави, без ниту денар пара во џебот. Ова нив ги става во многу лоша ситуација и голема неизвестност, зашто оттаму им бараат трошоците да си ги платат однапред, а пари за тоа тие од универзитетот и од државата не добиле. Според условите од програмата, секој студент кој заминува на Еразмус размена авансно треба да добие од 400 до 500 евра месечно, со кои би требало да ги покријат трошоците во странство. Но годинава парите на сметка на студентите ги нема. Наместо државата, на нив трошоците во моментов им ги покриваат родителите. Зошто? Ситуацијата е следна. Универзитетот добива одобрување за вршење и исплата на средства по одредени планови кои што претходно треба да ги добие од Министерството за финансии. Откако ќе се добијат тие планови, универзитетот постапува по реализација и исплата на тие средства. Тоа беше моментот за кој што ние чекавме такво одобрување кој што по некакви процедури постои некакво квартално, семестарско, не знам какви процедури, и тоа е дел од процедурите на тоа министерство, така да тоа беше причината. Од универзитетот тврдат дека административните процедури се завршени и дека студентите во најкраток рок ќе ги добијат парите. Се започнати исплати на студентите. Најголем дел од студентите, ќе повторам, се уште не се заминати и пред да заминат веќе овие денови 70% од средствата ќе ги имаат веќе на својата сметка, согласно договорот кој што го имат подпишано со нашата институција. Во моментов на размена се испратени 5 студенти, а уште 33 чекаат да заминат. Просечно годишно околу 200 студенти заминуваат на мобилност во странство. Оваа бројка варира во зависност од желбата на студентите колку време ќе студираат надвор од Македонија, бидејќи за тоа имаат избор од 3 месеци до 1 година. Буџетот кој е достапен на Македонија преку Еразмус плюс програмата годинава изнесува 6,25 милиони евра, што е за 78% повеќе од стартната 2014.